Во Скопје во рамките на соработката помеѓу Народна република Кина и земјите од Централна и Источна Европа се одржа видеоконференција помеѓу претпријатијата од Нингбо и Северна Македонија. Според амбасадорката Јиан Кју, кој е специјален представник за соработка помеѓу Народна република Кина и земјите од Централна и Источна Европа, ветувачки се статистичките податоци во однос на економската соработка меѓу Кина и Северна Македонија, но и дека има потенцијал за продлабочување на истата. Това ми е втората посета во Северна Македонија во рамките на една година. Соработката меѓу Кина и земјите од Централна и Источна Европа е прагматична и отворена платформа за трансрегионална соработка. Ова година веќе влегува вторија десета на годината. Ова е отворена платформа за прагматична соработка и за win-win соработка и добие добри резултати. Преку во изминатите 10 години растот на обемот на трговијата 1,4%. Значи меѓу Кина и земјите од Централна и Источна Европа годишна стапка на раст 8,1%, што е повисока од она што спремо Кина со Европа, целата Европа. Со Кина има над 200 документи за увоз на стоките, земјоделските стоки од Централна и Источна Европа. Бројот на туристите, кинески туристи во земјите од ЦИЕ со 4 пати повеќе од почетокот на механизмот. 也是增长了4倍。你的问题很好。 Бројот е убав, но мислам дека се уште имаме доста потенцијал, затоа што Кина е огромен пазар. Во моментов ние се развиваме со високо квалитетно и со отворено кон светот. Денес ќе одржуваме видеоконференција меѓу предпријатијата од Нингбо и Северна Македонија. Нингбо представува центар за соработката меѓу Кина и земјите од Централна и Источна Европа и место организатор на сајмот за производите од земјите од ЦИЕ. Особено важно, сега има редовен изложбен павилион во сајмот. Сајмот е целата година. Да, иако сега има огромни промени на меѓународната ситуација, но казано општо дека не се промени нашата желба и потенцијал за понатамшната соработка. Исто така напорите и желбите од кинеската страна за зајакнување на ваква соработка не се промени. Северна Македонија има уникална локацијска предност и има богат туристички ресурси. И македонските земјоделски продукти се уникални. Во кинескиот пазар може да се купуваат над 10 разни видни македонски вино. Така што ние сакаме со овој механизам да помогнем македонската страна да најде најподходащо место за идната соработка и да биде реален страна добивник од соработката. Нека тоа за учеството на овој настан е доста широка. Представниците од компаниите во областите на вино, на медицинска опрема, за автомобилни делови и за туризам и така нататък. Доста многу активно учестие. Очекувам реален резултат од овој настан. Ние сакаме да
увозуваме што може повеќе македонски специјални и квалитетни, висококвалитетни стоки во кинескиот пазар. Во однос на туризам, во моментов ние активно импулсираме проект едно патување во повеќе дестинации. Тоест, ние ќе искористиме предностите како безвизен режим, директен полет и заедно со соодветните земји од регионов да создадеме повеќе туристички продукти, производи за кинеските туристи. Ние сакаме полноценно да искористиме сите предности, примерно за безвизен режим, улеснување за пристигање на кинеските туристи, да привличеме што може повеќе кинески туристи да доаѓаат во Северна Македонија. 北马其顿来旅游，非常感谢。 Благодарам. Подпредседателот на Сојузот на стопански комори на Северна Македонија Орце Симов во рамките на оваа соработка гледа огромна шанса за македонските компании и македонската економија. Соработката на Македонија со Кина надминува 1 милиарда долари, меѓутоа таа соработка, трговската размена е многу небалансирана. Ние извозот од Кина кон Македонија е околу 1 милиарда долари, а ние извезуваме таму во Македонија кон Кина, значи нашиот извоз е само 55 милиони долари, значи соработката е многу небалансирана и нашите напори се насочени кон тоа како македонските компании и македонската економија да го подобри тој однос и да извезуваме повеќе наши производи, добра и услуги во Кина. Кина сега покрај тоа што промовира извоз, тие почнаа да промовираат и увоз во Кина. Значи промовираат како други држави, други компании од други земји да извезуваат таму производи и услуги. Јас во тоа гледам шанса за македонската економија. Во Нингбо има и павилион во кој што нашите компании можат да изложат тоа што го произведуваат. Тој експо центар работи 365 дена 24 часа во годината и бесплатно е, така што нашите компании може да имаат свој штанд таму, да ги изложат производите и услугите и на тој начин да се запознаат повеќе луѓе, компании од Кина за тоа што се произведува овде и да се зголеми нашиот извоз во Кина. Ситуацијата во последните 40 години за жал доста се е променила. Јас се сеќавам на некои случаи, да речеме 1982 година од Кина дошла делегација во Македонија, во Битола, во фабриката Слобода за производство на фрижидери, да видат како се произведуваат фрижидери, каква индустријска линија постои за тоа и да направат договор за извоз на македонски фрижидери во Кина. Меѓутоа за 40 години ситуацијата доста се променила. Од нашата фабрика за фрижидери во тоа време сега не постои ништо, а тие отишле многу напред. Нашите компании, нашата економија треба да види можност затоа што пазарот е и финансиски многу моќен и бројот на население, значи бројот на потенцијални купувачи е огромен, така што ние треба да направиме проценки што е тоа што можеме со сегашната состојба на нашата економија, од тоа што произведуваме, каде, какви предности компаративни имаме, што е тоа што можеме да го продаваме на тој пазар и да се насочиме во тој правец и да се трудиме да го зголемиме извозот. Па за жал можноста во моментот и во тоа што можеме да произведеме и што можеме да понудиме е само во агробизнисот. Можеме да понудиме вина и земјоделски производи. За други видови на производи немаме капацитети кои што и технолошки и со производство, со количина на производство може да ги задоволат потребите за кинескиот пазар. Да, потенцијал за зголемување на трговската размена има и особено има потенцијал во зголемување во извозот од Македонија, затоа што ние извезуваме само 55 милиони долари, 1:20 односот, и тоа е многу неповолно за Македонија. Значи ние треба да гледаме што е можно да направиме поголем извоз во Кина со оглед и на тоа што они сега промовираат увоз од други земји. Треба да ги пронајдеме тие полиња каде што имаме компаративна предност и тоа што можеме да го понудиме на тој пазар.
Во однос на тие производи што сега ги извезуваме, ние имаме добар квалитет. Во делот на вина имаме сортни вина со висок квалитет, имаме земјоделски производи со висок квалитет. Треба малку да ги проучиме потребите што ги бара кинескиот купувач. Во тој дел се потребни подобри пакување на нашите производи и представување на нашите производи. Ние треба да најдеме начин како да ги представиме нашите производи пред кинескиот маркет. Една од можностите како можеме да ги презентираме производите е да се направат убави, кратки видеа за производите, каков е производот, како е спакуван, кои се неговите карактеристики и преку такви видеа кои што може да бидат поставени на одредени платформи што функционираат 365 дена, 24 часа во годината, да создадеме можност што поголем број на потенцијални купувачи да информираме за тоа што го нудиме. На конференцијата своји презентации има неколку компании од Нингбо, како и неколку домашни и реномирани компании, меѓу кои винаријата Бовин, Вита Нова и Метал Конструктор. Најнапред сакам да изразам огромна благодарност до Сојузот на стопански комори на Македонија. Исто така да изразам огромна благодарност до Амбасадата на Народна република Кина, што ни овозможија да учествуваме на еден ваков бизнес ту бизнес настан. Значењето за соработка во однос на соработката со Кина е огромно за земјите од Балканскиот полуостров, поточно конкретно за Македонија. Сметаме дека од клучна важност да се продлабочи соработката со Народна република Кина. Сметаме дека бенефициите кои што би ги имала, економските бенефиции кои што би ги имала нашата држава се огромни со извозот во Република Кина. Ние сме задоволни, меѓутоа сме сигурни дека има потенцијал за поголема и за подлабока соработка. Пред пандемијата со COVID-19 Кина ни беше еден од најголемите пазари на нашите винарија. Меѓутоа самата пандемија малце ги смени работите во однос на пазарот. И сега почнуваме полека пак да се враќаме назад на кинескиот пазар, меѓутоа во моментот е малку потешко. Од најголем фактор е тоа што имаме со македонските вина имаат големи тарифи за увоз во Кина. И тоа не е дел од проблемот кој што се соочуваме сега. Има интерес за македонските вина дефинитивно. А јас пред една недела се вратив од Шангај, каде што имаше меѓународен сајм за вино. Интересот за македонските вина е доста голем и простор за соработка има се уште поголем. Меѓутоа треба ние како индустрија, конкретно како винска индустрија, треба да се заангажираме малку повеќе, да учествуваме на вакви бизнес-то-бизнес настани, за да можеме да ја продлабочиме соработката со Кина. Во однос на квалитет сме доста конкурентни, да кажем, можеби сме во горните слоеви на квалитет на вина. Сигурно сме во горните слоеви на квалитет на вина, меѓутоа од аспектот на тоа што и давачките за увоз на Кина на македонски вина во Кина е голем, тука ни е нас disadvantage, односно тука сме во малце понезавидна ситуација ставени во однос на вината од регионот, по-конкретно да кажам Србија. Република Србија ги елиминираше тие давачки со Народна република Кина во билатерален договор. И интересот за српските вина во Кина отиде во нагорна линија во многу брз период. Ние се надеваме дека и ние ќе бидеме во една таква ситуација. Во скоро време не очекувам искрено, меѓутоа битното е да работиме да работиме по тоа прашање, да го актуализираме за да можеме да го решиме што побрзо. Нингбо представува центар за соработка меѓу Кина и земјите од Централна и Источна Европа, а исто така е и место и организатор за изложбата Кина, земјите од ЦЕЕК. Во моментов 90% од производите од земјите од Централна и Источна Европа влегуваат на кинескиот пазар преку Нингбо. Едрата се кренати и пловиме со ветер во грб. Факти за саемот на Кина и Источна и Централна Европа. Со влезот на човештвото во 21 век се забрза и промените кои ги носи новиот век. Глобалната соработка оди напред, со многу подеми и падови. Се инсистира на соработка погодна за сите страни и се лобира за заедничка иднина. Преку планини и океани, Кина и светот си подадоа раце, за да создадат подобра иднина, заедно со иницијативата Појас и пат. Во 2012 година, лидерите на Кина и државите на Централна и Источна Европа
се сретнаа во Варшава, Полска, каде што заедно создадоа визија и се договорија за идна соработка. Звукот на брановите од пристаништето во Гдањск одекнуваа заедно со звуците од пристаништето во Нингбо. Почна новиот бран соработка на Кина и ЦИС. А Нингбо беше храбар и прв го постави трендот. Во 2014 година Нингбо разви шема која дозволува стоката од државите од Централна и Источна Европа да влегува на кинескиот пазар преку одржување на саемот, кој представуваше прва изложба на стока, организирана како резултат на соработката на Кина и ЦИС. Во 2015 година официјално дебатираше саемот за инвестиција и трговија. Во центарот без стоката, ширењето на економијата и трговијата, притоа имајќи го предвид човештвото. Симпозиумот за инвестиции и трговија Кина Джеџијанг се одржа во исто време. Илјадници едра се вееа на ветерот. Во 2017 година лидерите на Кина и земјите од Централна и Источна Европа во Будимпешта објавија дека ќе го поддржат градењето на пилот зона за економска и трговска соработка во Нингбо. Во 2018 година министрите за економија и трговија на Кина и земјите од Централна и Источна Европа го проследија отворањето на пилот зоната во Нингбо. Во 2019 година саемот на Кина и Централна и Источна Европа, првиот институционален саем на државно ниво за Европа, трајно се смести во Нингбо. Во 2020 година беше отворен првиот онлайн саем за стока од Централна и Источна Европа. Двете страни сплотено ја надминаа бариерата настаната поради пандемијата за да го стабилизираат меѓународниот циклус помеѓу Кина и Европа. Во февруари 2021 година председателот Ши Џинпинг истакна дека саемот за меѓународен увоз на Кина и саемот на Кина, Централна и Источна Европа ќе го помогнат увозот на стока од државите од Централна и Источна Европа. Соработката помеѓу Кина и ЦИС е многу важна за односот помеѓу Кина и Европа. Позитивниот развој на тој однос отвори нови можности за соработка помеѓу Кина и ЦИС. Во јуни председателот Ши Џинпинг прати писмо со честитка за вториот саем на книга и Централна и Источна Европа. Во 2022 година специјалните политики за соработка помеѓу Кина и Централна и Источна Европа продолжија да се унапредуваат. Прво почнаа активностите промоција на Кина и Централна и Источна Европа и шопинг карневал на производи од Централна и Источна Европа. Пилот зоната во Нингбо беше потврдена како клучна област, која ја поддржуваат 6 други поврзани области со Джеџијанг. Во 2022 година успешно се одржа и третиот саем. Изминатата година е полна со упорност и иновации. Без разлика на тоа како се менува светот, ние ќе се држиме до првобитната намера. Без разлика на какви тешкоти ќе наидеме, секогаш ќе се фокусираме на мисијата. Ќе пловиме заедно со партнерите од Централна и Источна Европа. Ќе се бориме со брановите и ќе се движиме напред кон посветла иднина. Светот, саемот ја следи насоката за запознавање на Кина со стоката од земјите од Централна и Источна Европа и за промовирање на увозот на стока од тие земји. И се фокусира на градење и продлабочување на главните канали за соработка, на проширување на главните платформи за увоз и за јакнување на комуникацијата помеѓу луѓето. Целта е да испловиме кон целиот свет, преку поврзување со Централна и Источна Европа, преку проширување на државно ниво и со помош на грижата и поддршката од Државниот совет. Саемот држи чекор со времето. Ги задоволува потребите за соработка и постојано се унапредува. Па така постепено прераснува во цврст столб на соработката помеѓу Кина и Централна и Источна Европа. Исто така е и пример за ефикасни резултати постигнати со соработка. Се влечат поуки од сите гледишта и се собира знаење од сите вклучени страни за промоција на развојот на државите. Саемот е значајна платформа, каде што лидерите од Кина и Централна и Источна Европа договараат идна соработка. Трговскиот саем се фокусира на ефикасни и постојани унапредувања. Повеќе од 3000 предпријатија од Централна и Источна Европа и повеќе од 10.000 видови стока учествуваа на изложбата.
30.000 купувачи од повеќе од 50 држави и региони присуствуваа на состанокот и промовираа нарачки со вкупна вредност од повеќе од 20 милиарди јуани. Висококвалитетни земјоделски производи се наоѓаат на трпезата на кинеските семејства. Стоката со потекло од Европа е популарна меѓу кинеските потрошувачи. Представени се висококвалитетни и софистицирани производи, професионална изложба и помош од советници. Продолжува да се зголемува задоволството на кинеските и странските трговци. Сакаме да се развиеме на пазарите на Јужна Кина преку оваа изложба. Веруваме дека наскоро ќе постигнеме двоцифрен пораст. Ние сме најголемата платформа на e-трговија на Централна и Источна Европа. Се надевам дека саемот ќе ни помогне уште повеќе. Редовно се вршат онлайн изложби, трајни изложби и промоции. Саемот не затвора 365 дена во годината. Прв пат сме на саемот. Одлична можност е за нас. Веќе знаеме дека се покажавме успешно. За да биде се во ред, Нингбо постојано ги промовира иновативните мерки за соработка со Централна и Источна Европа. Прогласен е за предводник во успешните резултати на тоа поле. 31 провинција, автономни региони и општини, повеќе од 20 града и повеќе од 100 компании од листата на Fortune 500 пратија делегации на саемот за да поразговараат лично со владините оддели, агенции за промоција на инвестиции и представници на предпријатијата од земјите на Централна и Источна Европа. Постигната е соработка во полето на еколошкото производство на скапа опрема, биомедицина, дигитална економија, нова енергија, логистика за пристаништа и аеродроми и слично. Билатерална инвестиција. До крајот на 2022 година, Нингбо и земјите од Централна и Источна Европа имаа вкупно 176 билатерални инвестициски проекти со билатерална инвестиција од над 1 милиарда долари. Инвестиција во Джеджианг, 62 проекти на странски инвеститори, со вкупна инвестиција од 17,78 милиарди долари. Од нив 35 проекти се со вкупна инвестиција од 100 милиони долари. Експресна железничка линија, Кина-Европа, Пелешки мост, Хрватска, првиот планински автопат во Црнагора, железничка линија Унгарија-Србија. На отворениот свет му треба отворена платформа. Отворена Кина има отворен ум. Саемот Кина ЦИС се држи до концептот на отвореност и споделба. Базата е во Кина и заедно со државите од Централна и Источна Европа допира до целиот свет. Ги споделува плодовите на добрата соработка со другите држави и се залага за заеднички развој. Кина заедно со странските партнери организираа консултација и дадоа заеднички придонес. Соработуваа на многу полиња како економија и трговија, царина, локална соработка, наука, технологија и младина, што продолжува да внесува нова виталност во соработката помеѓу Кина и земјите од Централна и Источна Европа. На Министерската конференција за промоција на економијата и трговијата беше имплементирана програмата за соработка, која промовираше соработка во областа на економијата и трговијата и создаде нови деловни можности за кинески и странски предпријатија. Диалогот за соработка на царината ги зајакна инспекцијата и правилата за карантин и продолжува да се зголемува увозот на стока од Централна и Источна Европа. Царинската проверка е многу полесна, а трговијата многу поефикасна. Градоначалничкиот форум промовираше диалог меѓу градовите, се залагаше за размена на ресурси, на дополнување на предностите и пријателски размени, создавајќи модел за субнационална соработка. Саемот Кина, Централна и Источна Европа овозможи повеќемина да го почувствуваат шармот на соработката и да го искусат успехот од отворањето. Привлече и повеќе луѓе и ги мотивира и тие да се отворат. Физичко образование, технологија, младина, култура, патување. Ги надминуваме јазичните бариери, за да промовираме размена на цивилизации. Овде ги надминуваме културните разлики и целиме кон подобра иднина. Саемот Кина ЦИС е многу успешен поради својата визија, отвореноста и прагматичноста. Се соочуваме со светот и иднината
и испловуваме кон соработка во бескрајниот и величествен океан. Ветерот е соодветен за идрење. Добре дојдовте на саемот Кина ЦИС во Нингбо.